Македонски светители. Месец ноември. Свети Иларион Мегленски. Се празнува на 3 ноември Нов стил или 21 октомври Стар стил. Свети Иларион Мегленски живеел во 12-тиот век. Неговите родители биле истакнати и побожни луѓе, но најпрво немале деца и деноноќно му се молеле на Христа да им подари рожба. Една ноќ во сонот на жената ѝ се јавила Пресвета Богородица и ѝ рекла дека наскоро ќе забремени и ќе роди син. Така и се случило. Жената забременила и родила син. Го крстиле Иларион. Кога пораснал, Иларион почнал да ги изучува свештените книги, а кога наполнил 18 години, го напуштил домот на своите родители и се замонашил во еден манастир. Поради своите подвизи од кои сите се восхитувале, по смртта на игуменот тој бил избран за нов игумен на манастирот. Секогаш се грижел за своите духовни браќа и им служел за пример и углед. Еден ден на Охридскиот архиепископ Евстати на сон му се јавила Пресвета Богородица и му рекла дека свеќата треба да се стави на свеќник, односно дека преподобниот Иларион треба да го постави за епископ на народот во Меглен. Слушајќи ја Божјата промисла, архиепископот така и направил и набрзо свети Иларион бил хиротонисан за епископ Мегленски. Во тоа време, во Македонското царство, кое нарочно се нарекува Византија, била расширена богомилската ерес, поради која свети Иларион водел голема борба. Истовремено водел борба и против сектата на монофизитите. Секогаш во споровите со еретиците околу толкувањето на Светото писмо излегувал како победник и мнозина од нив успел да ги врати на вистинскиот пат на спасението. Така го поминал својот земен живот, грижејќи се постојано за своите собраќа и бранејќи ја вистинската Христова вера пред наездата на еретиците. Кога дошло време да се прости од овој свет, за свој наследник го поставил монахот Петар. Набрзо потоа, во 1164 година, ја предал својата душа на Бога, кому целиот живот верно му служел. Бил погребен во Меглен со сите почести. На неговиот гроб се случувале многу чудесни излекувања. Овој ден на празнување на свети Иларион Мегленски сушност го одбележува денот на преносот на неговите свети мошти од Меглен во Трново. Тоа се случило на 3 ноември 1206 година. Самиот чин на пренесување на моштите во Трново сушност не е радосен сам по себе за нас македонците, зашто не бил направен со благородни намери. За да го разбереме ова, да се осврнеме на историските настани од тоа време. Во 7 век, туркмено-татарите и монголите, познати под името болвари, кое подоцна било модифицирано во булгари, масовно почнале да ги колонизираат македонските области во северна Тракија и да се населуваат јужно од реката Дунав, каде што го малтретирале македонското население. Татаро-монголите воделе чести војни со македонците. Не можејќи да се справи со таа полудива колонизаторска маса, тогашниот македонски, или како што го нарекуваат византиски владетел Константин IV, бил принуден да склучи мир со нивниот водач хан Аспарух. Како последица на тоа, македонското, или како што го нарекуваат Византиско царство, со време изгубило една стратегиски многу важна територија со која владеело со столетија. Подоцна во 9 век, македонската царица Теодора и незиниот син Михаил III успеале да ги христијанизираат натрапниците од Азија, односно туркмено-монголо-татарите, и окупираната македонска територија Паристрија да ја трансформираат во верски и културен сателит на Македонската империја. Сушност, Михаил III бил оној кој го крунисал паристрискиот хан Борис I. Во средината на 9 век, Паристрија преминала во владење на македонско-словенски цареви,
а по 1014 година станала административна тема на Македонското царство. Сепак Паристрија веќе имала карактеристики на своја засебна територија и многу македонски владетели се обидувале да ја направат свое кралство и на тој начин да завладеат со целото Македонско царство. Заради тоа, меѓу Паристрија и Македонската империја се воделе чести војни, во кои македонските војски најчесто победувале, но понекогаш имале и порази. На почетокот на 13 век Паристрија веќе била засебно царство, а на чело стоел царот Калојан. Тој бил од влашко потекло. Паристрија имала и своја самопрогласена Трновска архиепископија. Со цел да го намали угледот на Охридската архиепископија, а да ја возвеличи Трновската архиепископија, Калојан во 1206 година ги пренесел моштите на Свети Иларион Мегленски од Меглен во Трново. Некако низ историјата, токму овој ден на пренесувањето на моштите, станал главниот празник на Свети Иларион во православниот свет. Затоа и ние со љубов го празнуваме нашиот македонски светител и му се молиме. Свети Оче Иларионе Мегленски, моли го Бога за нас. Свети Димитрий Солунски се празнува на 8 ноември, нов стил, или 26 октомври, стар стил. Свети Димитрий Солунски е еден од најпознатите македонски светители. Во неговото житие читаме дека бил роден во градот Солун и дека потекнувал од угледно семејство. Неговиот татко бил војвода на Солун, но кришом бил христијанин и тајно го славел Исуса. Во својот дворец, во најголема тајност чувал две икони, едната со Исус Христос, а другата со Пресвета Богородица. Но тој тагувал заедно со својата сопруга затоа што немале деца. Постојано се молеле на Бога и Севишниот им ја исполнил желбата. Им подарил син, кого го крстиле Димитрий. Целиот Солун се радувал на раѓањето на нивниот син, а тие направиле голема прослава, при што не ги заборавиле ни најсиромашните. Кога Свети Димитрий пораснал, неговите родители кришом го упатиле во тајните на Светото писмо. Но по извесно време неговите родители починале. Царот Максимијан, согледувајќи дека Свети Димитрий е умен и способен човек, го поставил за намесник на целата Солунска област. Кога дошол на оваа должност, Свети Димитрий почнал да се грижи за своите поданици со големо човеколюбие. Но истовремено тој јавно ја проповедал Христовата вера, поради што солунчаните го нарекле втор Свети апостол Павле. Мнозина успевал да ги поведе по вистинскиот пат на спасението. Овие негови дела стигнале и до ушите на царот Максимијан, кој многу се налутил кога слушнал дека неговиот намесник е христијанин. Еден ден, кога се враќал од некој воен поход, царот Максимијан дошол во Солун. Пред тоа, Свети Димитрий му рекол на својот слуга Луп, кој подоцна исто така претрпел маченичка смрт, да го раздаде неговото богатство на сиромашните. Потоа почнал да се моли и да пости, подготвувајќи се да го понесе маченичкиот венец. Кога дошол царот, веднаш го повикал Свети Димитрий кај себе за да го испрашува. Таму Свети Димитрий смело изјавил дека е христијанин и дека нема да се откаже од вистинската вера. Тогаш бил сменет од функцијата и бил фрлен во затвор. Во келијата Свети Димитрий се молел на Бога и така наоѓал смирение за својата душа и сила за својот маченички подвиг. Во тоа време царот Максимијан многу ги мачел христијаните. Во Солун тој имал изградено арена за гладиаторски борби. Рингот се наоѓал на столбови, а под рингот имало исправени копија со врвовите нагоре, така што секој што ќе паднел, паѓал директно врз копјата. Максимијан имал свој омилен борец кој се викал Ли и по потекло бил вандал. Нему присилно му биле доведувани христијани за да се бори со нив.
Така загинале многу христијани кои тој ги фрлал врз копјата. Но тогаш за борба се пријавил младиот солунчанец Нестор. Бидејќи и самиот бил христијанин, претходно отишол кај Свети Димитри, кој тогаш лежел во затворот, за да добие благослов од него. Откако добил благослов од Свети Димитри, Нестор се борел со Лий и го победил. Вандалот паднал врз копјата и загинал. Кога го видел тоа, царот Максимијан се налутил и наредил да го убијат Нестор, кој бил исечен со мечевите на војниците. Истовремено наредил да биде убиен и Свети Димитри. Во времето кога стражарите дошле да извршат злосторничката наредба, Свети Димитри се молел на Бога. По неговата смрт, христијаните го погребале неговото тело. Неговиот слуга Луп ја зел неговата крвава кошула и прстен што Свети Димитри претходно му го дал, и со нив направил неколку чудеса. Кога престанал прогонот над христијаните, над гробот на Свети Димитри била подигната црква. Свети Димитри и денес се слави како заштитник на Солун и познати се бројни чудеса со неговиот гроб и со црквата подигната над него. Се смета дека Свети Димитри бил убиен околу 306 година, односно во времето на владењето на царот Максимијан, кој владел од 305 до 311 година. До денес неговиот празник Митровден со посебна почит се слави меѓу македонците. Свети маченику Димитри, моли го Бога за нас. Свети маченик Нестор се прославува на 9 ноември Нов стил или 27 октомври Стар стил. Светиот маченик Нестор бил современик, сонародник и сограѓанин на Свети Димитри. Очигледно се родил некаде кон крајот на 3 век. За него било познато дека имал крепко тело и убаво лице, украсено со брада која што току почнувала да расте. Тој бил еден од оние христијани кои ја примиле Христовата вера од Свети Димитри. Пред борбата со вандалот Лий, Свети Нестор отишол во посета на Свети Димитри, каде побарал благослов од него. Свети Димитри му го дал благословот и му рекол дека ќе победи. Така и се случило, поради што Свети Нестор бил маченички убиен. Свети маченику Нестор, моли го Бога за нас. Свети апостол и епископ Урбан се празнува на 13 ноември Нов стил или 31 октомври Стар стил. Свети Урбан е еден од 70 апостоли, сотрудник на Свети апостол Павле, кој се споменува во неговото послание до римјаните, глава 16, стих 9. Ова значи дека Свети Урбан живеел и действувал во првиот век. Заедно со Светиот апостол Ампли, го придружувал Свети Павле на неговото проповедничко патување низ Македонија. Действувал со благослов на Светиот апостол Андреј Првоповиканиот и од него бил поставен за епископ на Македонија. Заради проповедањето на Евангелието и уништувањето на идолските храмови, маченички пострадал од евреите и паганските елини. Светите мошти на епископот Урбан, заедно со моштите на Ампли и Стахи, биле донесени во Константинопол и положени во пиги. Свети апостоле Урбан, моли го Бога за нас. Свети Јаков, Светиот ѓакон Јаков и Светиот монах Диониси се празнуваат на 14 ноември Нов стил или 1 ноември Стар стил. Житието на овие тројца маченици е заедничко. Свети Јаков се родил во едно село во близината на Костур. Неговите родители се викале Мартин и Параскева. Како млад се занимавал со трговија со овци. Работата добро му одела и бргу се збогатил. Тоа предизвикало љубомора кај неговиот брат,
кој го наклеветил кај турците дека Божем нашол злато во земјата. Заради тоа Свети Јаков морал да побегне во Цариград, но и таму успел да се збогати. Еднаш бил поканен на гости кај некој турски бег. Во разговорот бегот му кажал дека многу ја почитува христијанската вера, затоа што неговата болна жена била излечена откако ја одвел кај цариградскиот патриарх кој прочитал молитва. Трогнат од она што го слушнал, Свети Јаков набргу и самиот отишол кај патриархот. Разговорот со него му оставил толку силен впечаток, што решил сиот свој имот да им го раздаде на сиромашните и да се замонаши во Света Гора. Таму стапил во братството на Духијарскиот манастир, каде почнал да живее богоугоден монашки живот. Оттаму заминал во запустениот скит на Свети Јован Претеча. Скитот бил запустен, а тој го обновил и останал таму да се подвизува под раководство на старецот Игнатиј. Бог му дарил исцелителска моќ и набргу многу народ почнал да доаѓа кај него. Но бил наклеветен на турците дека Божем работи против нив и набргу бил затворен заедно со своите ученици Јаков и Диониси. Лично султанот, кој тогаш минувал низ тие краеви, наредил да ги доведат тројцата затвореници пред него. Султанот почнал да го испрашува Свети Јаков дали сака да му ја одземе власта, а светителот му одговорил дека него не го интересира земната власт, туку само власта дадена од Бога. Му рекол и дека неговата цел е постојано да ги учи луѓето на Божиот закон. Султанот бесно почнал да му вика на светителот дека лаже и почнал да ги убедува сите тројца да го примат исламот. Но кога видел дека тие не сакаат ни да помислат такво нешто, наредил жестоко да бидат мачени. Од суровото мачење на Свети Јаков му испаднало едното око, но со помошта на молитвите кон Бога, сите тројца ги издржале нечовечните маки. Мачењето секојдневно траело цели 17 дена. На крајот биле осудени на смрт со бесење. Пред извршувањето на пресудата, светиите клекнале и се помолиле на Господа за своите души. Потоа Свети Јаков ги причестил своите ученици и истиот миг се упокоил со насмевка на лицето. Кога го виделе тоа, стражарите го известиле султанот, а тој наредил да биде обесено мртвото тело на светителот. Од обете страни на Свети Јаков биле обесени неговите ученици, ѓаконот Свети Јаков и монахот Свети Диониси. Тоа се случило во 1520 година. Христијаните ги погребале нивните свети тела, кои подоцна биле пренесени во Галатиста, близу Солун. Историските податоци за состојбата во Македонија во 16-тиот век ни зборуваат дека токму во овој век почнале посериозни обиди за исламизација на македонското христијанско население, со крајна цел муслиманите да станат доминантни во Македонија. Истовремено почнало и населување на турско население. Житието на светите маченици Јаков и Диониси целосно се вклопува во ваквата слика во Македонија. Свети Јаков, како способен христијански проповедник, сигурно дека представувал пречка во обидите за исламизација на христијаните, па најверојатно токму тоа била вистинската причина за неговата маченичка смрт. Впрочем, ова се гледа од лажното обвинение против него од страна на султанот, дека наводно сакал да му ја одземе земната власт, иако Свети Јаков бил монах кого такво нешто воопшто не го интересирало. Неговите ученици, ѓаконот Јаков и светиот монах Диониси, исто така пострадале само заради тоа што биле христијани. Инаку, интересно е да се спомене дека Диониси е име од постариот античко македонски ономастикон. Сети маченици Јаков и Диониси, молете го Бога за нас. Свети Павле Солунчанец се празнува на 19 ноември Нов стил или 6 ноември Стар стил. Свети Павле Солунчанец е познат и како Свети Павле Исповедник, а некаде и како Свети Павле Цариградски.
затоа што бил цариградски патриарх. Роден бил во Солун. Дејствувал во времето кога среде христијаните се ширела ереста на аријанците. Тогаш на чело на Македонското царство се наоѓал царот Констанци, синот на Константин Велики. Овој цар бил аријанец, односно го прифаќал грешното учење според кое Исус не бил Бог, туку само обичен човек. Така Констанци почнал да ги прогонува правоверните христијани. Во тоа време во Цариград патриарх бил правоверниот Александар, но тој се наоѓал на смртна постела. Кога го прашале верниците кого предлага за свој наследник, тој покажал кон Свети Павле Солунчанец и им рекол дека ако сакаат вистински водач во нивниот духовен живот, треба да го изберат него. Таму имало и некој ѓакон Македонии, кој исто така бил претендент за престолот на Цариградската црква, но патриархот Александар на верниците им сугерирал да не го бираат него. Всушност, Македонии бил аријанец. По смртта на Александар, народот го избрал Павле. Но ова не им одговарало на аријанските кривоверци, ниту на царот Констанци, кој во тоа време бил во Антиохија. Наскоро Павле бил симнат од престолот и тој заедно со Свети Атанаси Велики побегнал во Рим, каде што обајцата биле убаво примени од папа Јулий I и од царот Констанс I, кои ги поддржале во нивната православна вера. На писмо од царот Констанс и папата Јулий, Павле бил вратен на престолот, но кога починал царот Констанци, аријанците успеале да го протераат православниот патриарх во Кукус во Ерменија. Во прогонство, Свети Павле еднаш служејќи литургија, бил нападнат од аријанците и удавен со омофорот во 350 година. Во времето на царот Теодоси I, неговите мошти во 381 година биле пренесени во Цариград, а во 1236 година во Венеција, каде што се наоѓаат и денес. Инаку, царот Теодоси во 381 година во Цариград свикал Вселенски собор, на кој целосно бил отврлен аријанизмот. Свети Павле Солунчанец, патриархот Цариградски, моли го Бога за нас. Свети Авкт, Свети Таврион и Света Тесалоникија се празнуваат на 20 ноември Нов стил или 7 ноември Стар стил. Света Тесалоникија била ќерка на некој пагански служител по име Клеон. Таа го примила христијанството и откако нејзиниот татко не можел да ја разубеди да се откаже од Христовата вера, била наклеветена кај властите и била мачена по наредба на својот татко. Двајца нивни угледни сограѓани, Авкт и Таврион, му забележале на татко и заради ваквиот однос кон својата ќерка, но тој нив ги наклеветил на римскиот намесник. Сите тројца биле мачени и убиени со одсекување на главите. Тоа се случило во македонскиот град Амфипол. Нема податоци кога точно се случила смртта на овие маченици, но најверојатно тоа било во вториот или третиот, или пак на самиот почеток на 4 век, односно во времето во кое паганските служители имале моќ да ги наклеветуваат христијаните пред римската власт. На судот тие најчесто биле осудувани на смрт, ако не сакале да се откажат од христијанството. Свети маченици Авкт, Таврион и Тесалоникија, молете го Бога за нас. Свети Александар Солунски се празнува на 22 ноември Нов стил или 9 ноември Стар стил. Свети Александар го носел едно од најчестите македонски имиња во антиката. Всушност, низ македонската историја среќаваме уште неколку други свети маченици кои го носат истото ова име и потекнувале од Солун. Свети Александар е уште една недолжна жртва на теророт против христијаните, преземен од страна на суровиот римски цар Максимијан. Во неговото кратко житие,
Читаме дека главата му била отсечена во Солун во 298 година, затоа што јавно ја проповедал Христовата вера и одбил да им принесе жртви на паганските богови. Неговото убиство го наредил царот Максимијан. Подоцна христијаните ги погребале неговите свети мошти. Свети маченику Александар Солунски, моли го Бога за нас. Свети цар Јустинијан I се празнува на 27 ноември Нов стил или 14 ноември Стар стил. Свети Јустинијан е најпознатиот цар на Македонското царство, царството кое за жал од псевдонауката било преименувано во ромејско и византиско 100 години после освојувањето на неговата престолнина Константинопол од османлиите, се со цел да се избрише името Македонија. Всушност, историчарот Долчи во далечната 1754 година напишал: Јустинијан I го возобновил древното Македонско царство, но за голема несреќа на екзактната вистина, тоа најстаро царство од несовесни книжевници тенденциозно било преименувано во Византија. Свети Јустинијан I владеел со Македонското царство од 528 до 565 година. Тој бил син на Христо Саватиев и Љубица, сестра на Јустин I. Роден бил во древното градче Бегленица, во пределот Таор, јужно од Скопје, на 7 август 483 година. Неговото родено име било Петар, односно Петруш, кое во тоа време било едно од најраспространетите традиционални лични имиња на македонските етнички простори. Уште како момче на 12 годишна возраст, бил одведен во Константинопол од страна на неговиот вујко, македонскиот цар Јустин I. Таму се стекнал со високо образование, по што дошол до високи државни функции. Паралелно со световното, посетувал и високо верско училиште, на кое се стекнал со звањето православен теолог. Кога стапил на престолот, Јустинијан I наследил многу нерешени прашања, со кои тој брзо и успешно се справувал. Бил полн со идеи и амбиции. Неговите современици летописци го опишувале како високо образована и интелигентна личност со исклучително голема дарба за раководење. Се стремел да ги обедини народите што биле блиски и сродни во јазикот, кои според него биле македонците, илирите и драките, распослани на македонскиот и апенинскиот полуостров. За време на своето владење, ги укинал сите училишта и академии во кои била запоставувана историјата на македонскиот народ и бил форсиран латинскиот наместо македонскиот говорен јазик. Јустинијан I бил голем приврзаник на Христовото учење. Во негово време и подоцна бил сметан за најмоќен христијански владетел. Се грижил за просперитетот на црквата и православната вера, а го потиснувал многобоштвото, суеверието, ересите и верските расколи. За време на своето царување изградил неколку прекрасни цркви, од кои најубава е познатата Света Софија во Цариград. Се занимавал и со пишување на богословски дела и песни. Тој е автор на прекрасната химна Единороден Сине и Слове Божи, која на црковните литургии се пеела од 536 година. Некои историчари сметаат и дека прекрасната песна Иже Херувими е негово дело. Во 553 година го свикал Петтиот Вселенски собор во Константинопол, за да се разјаснат некои важни прашања во врска со верата. Соборот во Константинопол, на кој присуствувале епископи од Солун, Скопје и Охрид, ги зацврстил позициите на православното христијанство и придонел да се отстранат сите дилеми врзани со христијанските догми. Свети Јустин е заслужен и за основањето на Светата Македонска црква во 535 година, кога по негова молба со Светото папско послание на папата Виригли била основана Охридската архиепископија Македонија I или како што се нарекува Јустинијана Прима.
Во еден од своите службени акти, обраќајќи му се лично на архиепископот Кателијан, во прво време Скопски, а потоа Охридски, Јустинијан наредува: по твојот престол да бидат и само тебе да те имаат за архиепископ, не само Солунскиот епископ, туку и сите началници на Македонија прва. Ако се појави некакво несогласување помеѓу нив, ти да ги разрешуваш тие спорови и да им најдеш решение и да ги ракоположуваш. Тие не смеат да се обраќаат на друг. Во сите кажани епархии да те признаваат како свој архиепископ и твојата наредба да биде почитувана и да имаш сили да поставуваш и да отстрануваш црковни началници или самиот или преку свој застапник. Со овој исклучително важен документ за историјата на македонскиот народ, во кој Јустинијан I, односно Петар Кристос Аватиев, се идентификува себе си како етнички македонец, експлицитно се подвлекува историската вистина дека царството со кое владеел во континуитет го носело милениумското име Македонија и дека таа држава се состоела од две административни зони, односно области, од Македонија I и Македонија II, кои под тоа исконско име суштествувале дури и во време на римското владење со таа територија. Со овој официјален службен акт се рушат сите тенденциозни антинаучни и антимакедонски идеологии, со кои аргументирано се потврдува дека тоа средновековно 1000-годишно македонско царство не било некаква недефинирана општествена заедница, држава без свое етничко, односно национално име и битие, туку официјална државна структура и правно-политички организирана заедница на македонскиот народ, поставена врз сите државни атрибути, каква што немало на европскиот континент. Големиот македонски владетел и верен христијанин Јустинијан I очинал на 14 ноември 565 година на 83 годишна возраст од тешка настинка. Свети Јустинијан I моли го Бога за нас. Свети Гури, Свети Самон и Свети Авив се празнуваат на 28 ноември Нов стил или 15 ноември Стар стил. Празникот на овие тројца македонски свети се слави во ист ден. Нивното житие почнува со податокот дека во времето на владењето на ѓаволововите слуги, царевите Диоклецијан и Максимијан, бил преземен страшен прогон против христијаните. Во близина на македонскиот град Едеса, односно Воден, во осаменост живееле и се подвизувале двајца побожни мажи, Гури и Самон, кои потекнувале од градот, но не сакале таму да живеат заради вребата и беззаконието. Обајцата се подвизувале во молитви и пост, а истовремено ја ширеле вистинската вера среде паганите, при што успеале мнозина од нив да ги поведат по вистинскиот пат на спасението. Градскиот управник Антонин разбрал за нивните активности и наредил да ги доведат пред него, заедно со останатите христијани што тие ги покрстиле. Најпрво преподобните биле убедувани да се откажат од Христа и да им принесат жртви на паганските богови. Но тие рекле дека никогаш нема да се откажат од вистинскиот Бог и Создател на светот, па затоа биле фрлени во темница. Во тоа време во градот пристигнал царскиот наместник Музони, кој имал задача да ги лови христијаните. Тој наредил да ги изведат пред него Свети Гури и Свети Самон. Кога ги довеле, тој им рекол да принесат жртва пред статуата на Јупитер. Во спротивно им се заканил дека ќе бидат мачени. Но тие му одговориле дека не се плашат од неговите закани, затоа што тој може да им ги убие само телата, но не и душите кои не се во негова сопственост. Тогаш наместникот наредил да бидат тепани. Во суровото тепање преподобните биле затворени во темница. Таму останале неколку месеци, а потоа пак биле изведени на суд. Но и овој пат тие не отстапиле од Христа, поради што повторно биле сурово мачени. И повторно биле фрлени во затвор, а по извесно време пак биле изведени на суд пред наместникот. Кога ги воделе, Свети Самон се потпирал на двајца војници
затоа што нозете му биле скршени, а Свети Гури бил донесен на раце заради истоштеност од тешките мачења. Тогаш наместникот уште еднаш ги прашал дали ќе се откажат од Христа, но тие решително одбиле, изјавувајќи дека се готови да пострадаат за вистинскиот Бог. Кога го слушнал тоа, наместникот наредил главите да им бидат одсечени. Оваа одлука тие примиле со радост заради скорешната средба со Христа. Потоа биле изведени надвор од градот, каде биле погубени. Пред да им бидат одсечени главите, тие се помолиле на Господа да им ги прими нивните души. По извесно време паганскиот цар Ликини дошол во Никомидија и таму почнал да ги прогонува христијаните, иако пред тоа му ветил на македонскиот цар Константин Велики, со кого заедно владееле, дека ќе ги остави на мир. Во тоа време во Едеса живеел ѓаконот Авив. Тој одел од куќа на куќа за да го проповеда Евангелието, при што мнозина пагани ги превел во христијанството. Поради тоа, градоначалникот на Едеса му пишал на царот Ликини и го прашал како да постапи со ѓаконот Авив. Царот му одговорил дека треба да го казни со смрт. Набрго биле испратени војници за да го бараат Свети Авив низ градот. Во тоа време тој живеел со својата мајка и со роднините во некоја подалечна куќа. Кога разбрал дека војниците го бараат, тој сам пошол во пресред на нив. При тоа наишол на нивниот началник, кој не можел да поверува дека Свети Авив сам му се предава. Началникот му понудил да побегне, но Свети Авив инсистирал да биде одведен пред Ликини. Таму бил теран да се откаже од Христа и да им принесе жртви на паганските богови, доколку не сака да биде мачен. Но тој рекол дека за него единствен Бог е Исус Христос и дека не се плаши од никакво мачење. Поради тоа бил осуден на смрт и бил изгорен жив надвор од градот. Бил погребан крај гробовите на Свети Гури и Свети Самон. Кога престанал прогонот над христијаните, во чест на овие тројца маченици била подигната црква, во која биле положени нивните свети мошти. За житието на овие тројца маченици поврзан е еден многу интересен настан што се случил во Едеса, односно Воден. Варварскиот народ еталити, односно Хуни, удрил со сета сила на империјата и стигнал до самиот град Едеса. Царот испратил војска за да го брани градот. Војската останала во Едеса подолго време. Среде војниците имало еден Гот, припадник на германско племе, кој живеел под стан во домот на некоја вдовица Софија. Таа имала ќерка што се викала Ефимија, која била многу убава. Војникот Гот страстно се влюбил во убавата Ефимија и почнал да ја убедува нејзината мајка да му ја даде за жена. Но тој веќе бил женет и во својата татковина имал жена и деца, а тоа го сокрил од Софија. Таа го одбила со зборовите дека тој е туѓинец и дека не може да му го даде своето единствено чедо, кој представува утеха во тешкиот живот. Тогаш војникот почнал да и се заканува дека ќе направи некое зло, но таа ни тогаш не попуштила. Потоа пак почнал да ја моли, пак збеснувал, но Софија останала непоколеблива. Војникот Гот никако не се откажувал од својата намера. Им купувал скапи подароци кои тие ги одбивале и секојдневно ја молел Софија да му ја даде својата ќерка. На крајот Софија го прашала дали има жена и деца, а тој без страф од Бога се заколнал дека нема и дека само Ефимија ја сака да биде господарка на неговиот дом. Тогаш, заради неговите колниња и молби, Софија попуштила и се согласила да му ја даде Ефимија за жена. Така Готот и Ефимија склучиле законски брак и живееле извесно време во домот на Софија. Ефимија останала бремена токму во времето кога варварите се повлекле и кога царската војска требало да го напушти градот, што допред тоа успешно го бранела. Тогаш Готот се подготвил да замине за својата татковина, водејќи ја со себе и Ефимија. Софија плачела и не сакала да се раздели од својата ќерка, но не можела да стори ништо поради законски склучениот брак.
Еден ден таа ги одвела зетот и ќерката во црквата на светите маченици, Гури, Самон и Авив, и му рекла на Готот да се заколне пред светителите дека нема да и направи ништо лошо на Ефимија. Тој се заколнал без никаква грижа на совеста. Тогаш Софија рекла дека од сега натаму ја препушта својата ќерка под заштита на тројцата светители. Потоа Готот и Ефимија тргнале на пат. Но кога стигнале во земјата на Готот, тој наеднаш ја извадил сабјата и наредил на Ефимија да ги тргне од себе сите раскошни украси и скапи облеки и да се облече во скинат фустан. Тогаш и кажал дека тој има жена и деца и дека таа пред нив треба да се представи како негова слугинка, зашто во спротивно ќе ја убие. Ефимија сватила дека е измамена, но не можела да стори ништо. Му се помолила на Бога и ги повикала светите Гури, Самон и Авив да му се одмаздат на суровиот Гот. Кога влегле во домот на Готот, неговата жена веднаш се посомневала дека Ефимија не е негова слугинка. Но младата воденчанка не успеала да ја каже вистината, затоа што се плашала дека ќе биде убиена. Така таа работела во нивниот дом како слугинка, а жената на Готот се повеќе ја мразела. Ефимија не го знаела готскиот јазик и затоа и било уште потешко, бидејќи немала со кого да разговара, додека Готот бил одсутен. По извесно време, жената на Готот забележала дека Ефимија е бремена, а кога родила син, видела дека детето личи на нејзиниот сопруг. Но Готот и натаму одбивал да признае дека детето е негово. Тогаш неговата жена се запалила со уште поголема љубомора и еден ден, додека Ефимија била одсутна, го отрула нејзиното дете. Кога Ефимија се вратила од работа и кога го видела своето дете мртво, ја опфатила неизмерна тага. Најпрво не знала како умрело детето, но кога сакала да го погреба, од устата му потекла некаква течност. Ефимија избришала течноста со еден шал, но никому не кажала за тоа. За да провери дали жената на Готот и го отрула детето и дали таа течност била отров, Ефимија една вечер навлажнила чаша со вино со течноста од шалот, а потоа ја послужила жената на Готот. Така и таа умрела од отровот што самата го приготвила. Готот многу жалил по својата жена, а неговите роднини обвиниле Ефимија за нејзината смрт. Решиле жива да ја закопаат кај умрената жена. Кога се нашла во мрачниот гроб, Ефимија почнала со сиото ум и срце да го моли Бога да ѝ помогне. Тогаш и се јавиле тројцата светители Гури, Самон и Авив и помогнале да излезе од гробот и на чудесен начин да се најде повторно во Едеса. Средбата со нејзината мајка била потресна. Обете се прегрнале и долго плачеле, а народот ја славил силата Божја заради чудото што се случило. По извесно време, варварите повторно нападнале на Македонското царство и повторно градот Едеса се нашол во опасност. Царот повторно испратил војска да го брани градот и истиот Гот пак дошол во овој град. Не знаејќи дека Ефимија во меѓувреме се вратила дома, тој отишол кај нејзината мајка Софија, правејќи се како ништо да не се случило. Софија го прашала како се нејзината ќерка и внук, а тој рекол дека се добро и дека ја поздравуваат. Тогаш пред него излегла Ефимија заедно со своите роднини, а Готот речиси занемел од чудо. Веднаш бил повикан представник на власта и му бил раскажан целиот случај. Готот бил изведен на суд и откако ги признал своето злосторство и измама, бил осуден на смрт, а смртната пресуда веднаш била извршена. Свети Гури и Свети Самон пострадале некаде помеѓу 293 и 306 година. Царот Ликини владел од 307 до 324 година, а Свети Авив бил погубен во 322 година. Што се однесува до настанот опишан во врска со несреќната воденчанка Ефимија, преку компарација со историските податоци, може приближно да се лоцира времето на неговото случување. Познато е дека прататковина на готите бил скандинавскиот полуостров.
Во 3 век тие воделе жестоки војни против македонците. Во 376 година готите биле нападнати од хуните и почнале масовно да се преселуваат од север преку реката Дунав на југ во Македонското царство. Македонскиот цар Валент се обидел да ги изгони, меѓутоа во борбите со нив бил ранет, а подоцна и убиен. Новиот македонски цар Теодосиј I Велики, кој владел од 379 до 395 година, склучил мир со готите и ја вклучил нивната вооружена сила во македонската армија. Од овие податоци може да се заклучи дека настанот со Ефимија се случил за време на македонскиот цар Теодосиј Велики, кога готите биле составен дел на македонската армија. Најверојатно Ефимија била одведена во некоја нивна населба, откаде подоцна на чудесен начин се вратила во Едеса, односно Воден. Настанот со Ефимија представува извонаредно вреден податок за животот на обичните луѓе во Воден во втората половина на 4 век. Свети маченици Гури, Самон и Авив, молете го Бога за нас.